Околу 40 на работници се пожалили дека нивните работодавачи им ги скратуваат работничките права. Иако бројката може да биде поголема, сепак, велат од невладината ЕХО, ова е чекор напред, што укажува дека работниците конечно се охрабрија за јавно да зборуваат за своите проблеми со кои се соочуваат на работните места. Да речеме прекршување на работното време, значи работат многу повеќе од она што е по закон, работно време од 8 работни часа. А понатаму имаат навреди од страна на раководители, значи многу ниски плати кои што не се исплаќаат целосно. Оно што се случува е дека голем дел од нив постојано пријавуваат, значи се повторуваат случаите. Дефинитивно расте затоа што се охрабруваат и затоа што ние правиме некои едукации за тоа кои се всушност работничките права кои што самите треба да ги препознаат и да си ги штитат на некаков начин. Во моментот во Штип се формира локална активна платформа која ќе има за цел да воведе социјална инклузија за сите ранливи категории. Од досегашните дебатирања е констатирано дека новото време создава и нови ранливи групи. Како една која во изминатиот период се повеќе се споменува е политичката дискриминација, односно делбата на наши и ваши. Оно што го идентификувавме на работилниците кои што ги правиме на национално ниво се припадниците на ЛГБТ заедницата. А понатаму тоа се политички дискриминирани лица кои што се неподобни политички и така натаму мислам дека веројатно ќе има и други идеи кои се ново настанати ранливи групи. Локалната активна платформа која ќе се имплементира од страна на тело во кое ќе учествуваат представници од локалните самоуправи, невладиниот сектор, социјални работници, како и лица од социјално ранливите категории, треба да се спроведе во 18 градови во целата држава.